Замена на старите винови насади со нови за експанзија на лозарството во струмичкиот регион, но и во целата држава. Ова се препораките на агроекспертите кои велат дека мораме да се откажеме од винските и десертни сорти грозје, кои не се атрактивни на пазарот, и лозарите да се стремат кон иновација и квалитет. Старите, слабо доходовни, послабо квалитетни сорти полека треба да се избегнуваат. Значи да се внесуваат врвни сорти од типот на пример шардоне или некои десертни сорти, тоа се сорти наменети за свежа консумација, кои што сорти понатаму, иако дават помала количина, полесно се пласират. Според Ивановски, Македонија има услови за одгледување квалитетни винови насади, но за земјоделците било пресудно што слабо заработувале, па се откажуваат од лозарството. Причина за изумирање, така да кажеме, на виновата лоза, односно на лозарството во струмичкиот регион, па и во нашава држава, пред се од економски аспект, затоа што знаеме преходните години, ова последнава година е подобра, али преходните години знаеме дека традиционалните сорти на Смедеравка постигнува 8 денари откуп, па често пати не се зимаше. Умерените температури во овој период од годината ветуваат богат и квалитетен род за лозарите, без навестување за штети по насадите.